Почитувани гледачи, добродојавте после подолго време во уште ново видео интервју на порталот Работник. Денеска наш гостин е комуникологот и специјалист за нови медиуми Бојан Кордалов. Кордалов, ви благодарам што прифативте поканата да бидете наш денешен гостин и се надевам дека ќе имаме една плодна дискусија. Благодарам многу за можноста, честа е моја. Би сакал да почнам прво од нешто што мислам дека е многу важно за нас како општество, не само за нас, туку на секаде, не конкретно кај нас, за тоа и нема баш некоја контрола. Имено, порталите кои што немаат импресум, да објасниме за нашите гледачи, тоа се портали каде што не е наведено кој стои зад нив, се едни од најголемите преносители, би рекол, на лажни вести. Сега, ти за ова имаш зборувано често пати, но да кажеме и за нашите гледачи. Што би требало да се направи за да се изрегулираат овие портали, за да нели и се намали ширењето на лажни вести? Мислам дека е прашањето многу добро и многу разгледувано, особено во стручната јавност, во рамки на новинарски здруженија, во рамки на соработката со владата, со општините и така натаму, е легитимно прашање. Мојот став е конзистентен тука. Секако дека е многу важно секој медиум да пренесува информации, да биде на ниво на задачата од аспект на новинарските кодекси и слично. Меѓутоа мора јасно да кажеме дека регулацијата не е толку едноставно прашање. И се направија некои обиди уште пред години за кои што тогаш предупредував дека нема да завршат со комплетно исполнување на очекувањето. Имено не е прашањето само вие да дадете обврска на порталите да имаат свој импресум. Бидејќи што ќе направи за колку тие немаат импресум, или на пример што ако некој портал е регистриран во сосема друга држава? Какви вие последици или санкции или што и да ќе направите? Едноставно од тука се наметнува одговорот дека е многу важно да градиме култура, е многу важно да градиме граѓани и граѓанки кои што ќе препознаваат вистинските, кредибилните информациите, професионалните стандарди и што е најважно да покажеме дека со почитување на новинарските, со почитување на професионалните стандарди има пазар во Македонија да се успее и да се обстои и навистина добро да се заработи. Така што според мене напорите наместо да се ставаат на импресуми и санкции, многу е подобро да се ставаат на тоа како да се мотивираат компаниите, како да се мотивираат маркетинг агенциите, како да се мотивира пазарот да навистина го препознае вистинското, кредибилното информирање и да навистина создаде поддршка на стандарди во информирањето. Се друго, верувам дека новинарските здруженија, самата фела, самите новинари многу подобро ќе успеат да го регулираат. Тоа не е мој домен, јас не сум новинар и сметам дека ниту јас, ниту пак било кој друг, дали е експерт, дали е специјалист, дали особено јавен функционер или институција, сме и има право да се меша во медиумскиот простор. Напротив, тоа е нешто кое што медиумите треба да го сами изрегулираат и треба да ги почитуваат стандардите кои што се светски. Така. Често во јавноста се зборува за лажните вести, за тоа се направени многу кампањи, имаме прерачници и едукативни видеа. И вие самиот имате зборувано на оваа тема безброј пати. Еве да кажеме уште еднаш за нашите гледачи, како најлесно може да се препознаат лажните вести? Ако зборувавме пред 4 или 5 години, начинот да се препознаат лажните вести беше многу поедноставен. Големи букви во насловите, чудни називи на веб страни, голтнати букви, значи многу повеќе номотехника и синтакса. Меѓутоа, како што одминува времето, како што отпорноста кон лажните вести расте, така и креаторите на лажните вести се модифицираат. Така што, ако не се потреме на себе, ако не се потреме на своето критичко размислување, ако не се потреме на демократските институции кои што треба да обезбедат слобода, но во исто време и заштита од вакви негативни појави, целта не може да се постигне.
Најдобриот начин како да разликуваме лага, односно лажна вест, е да го вклучиме нашиот ум, нашето размислување и да дојдеме до решението, да се запрашаме дали она што го читаме е веродостојно или да го провериме ако треба. Не заборавајте дека денеска проверката на информациите трае неколку секунди. Значи не само што дигитализацијата интернетот носи опасност од лажни вести, а ми дава можност и да многу полесно се справиме и се споредиме, односно преиспитаме дали она што го читаме е кредибилно или не. Втората работа често ја нагласувам, а тоа е кредибилните портали, особено заедно со оние традиционалните медиуми, денес играат многу голема улога. Ако порано било важно името, презимето на авторите, новинарите, новинарките, снимателите, денеска е двојно повеќе важно. Затоа што колку често секој од нас, како човек, како публика, кога ќе прочитаме одредена вест, проверуваме кој е автор, авторка на вест. И по тоа велиме, па веројатно е точно, или верувам во ова, или пак вериме не. Ова не сакам да го читам, или не му верувам на овој извор. Значи едноставно и изворот е денеска многу важен, особено името и презимето на новинарите, новинарките, видеографите, фотографите и така натаму и така. За да стигнеме до ваква фаза во иднина, да не ни се случува толку често изложеност на лажни вести која што не може да се препознае, мора да го менуваме општеството преку образовниот систем. Не говорам само за медиумската писменост, туку говорам дека општеството мора да овозможи слобода на говор целосна, меѓутоа и критичка мисла. Луѓето, пред да станат возрастни, уште од најмала возраст, мора да имаат слобода да критикуваат и да прашуваат и поставуваат прашања. Ако тоа не го правиме, ако како во нашето детство, многу често некои прашања се вели така е затоа што јас така реков, така е затоа што пишува во книгата, така е затоа што јас сум власт, политичарка, доктор, инженер, што и да е, нема да изградиме зрело општество, нема да изградиме зрели личности кои што ќе бидат отпорни во борбата со лажните вести. Постои уште многу други начини, меѓутоа за почеток мислам дека е ова сосема добро. Така, сега ќе направиме една мала дигресија од оваа тема, бидејќи вие прочитав истражувајќи за тоа кои прашања да ви ги поставам нова интервју, најдов еден текст каде што зборувате и за телевизијата и порталите, нивниот сооднос и така натаму. И сега да ве прашам, со оглед на тоа дека порталите стануваат едни од најмощните медиуми и истите тука ќе се согласиме и 20-та ги испратија вестниците во историјата. Дали е можно тоа да го направат и на телевизијата? Со оглед на тоа дека тие го нудат она што го нуди таа, плюс побрз пристап. Само би дал моje мислење да објаснам. Јас не мислам дека порталите се одговорни или виновни за тоа што вестниците се многу помалку застапени денеска и многу често тоа говорам, туку мислам дека одговорноста лежи во неадаптирањето на начинот на функционирање на луѓето. Денеска е дигитално време и статистиката бележи 85% корисници на интернет од Македонија. Тоа е според стариот попис, сега според новиот кога ќе се направат тие бројки, мислам дека ќе дојде над 93%. И сега во едно такво време мора да ја препознаете потребата да се трансформират многу брзо. Може би хартијата како хартија нема да биде толку застапена во овој или идниот период, меѓутоа јас не мислам дека вестниците немаат иднина. Напротив, сметам дека секој медиум има иднина, меѓутоа на кој начин ќе биде достапна информацијата што вестникот ја пласира, дали ќе биде во хартиена форма, или пак во онлайн форма, или пак во некоја подкаст друга форма, е сосема друго прашање. Истото се случува и со телевизиите. Телевизиите се уште според сите истражувања во Македонија со 2/3 се најголемиот извор на информации и вести на граѓаните. Тоа е статистичко истражување кое што го следиме сите. Меѓутоа, во исто време, јас многу често кажувам дека секундарно е на кој канал ја взимате или гледате веста. Прашање е кој објавува и кој пласира таа вест. Многу често, например, дебатни емисии, кои што се даваат на дел од телевизиите или гостување во дневник, во вести на телевизија, ги гледаме ноќта, ги гледаме утредента, или гледаме исечоци на дел од порталите. И сега, тоа е содржина креирана од телевизијата, која што се пренесува преку онлайн каналите. Од друга страна, многу често интервјуа
информации, ексклузивни и слично кои што ги добил одреден портал, се цитирани дури на централните вести. Тоа значи тоа е информација што е објавена од порталот, која што понатаму се цитира. Значи, едноставно мора да ги следиме навиките на луѓето. Ако ние денеска во најголем број се будиме и едно од првите, ако не прва работа ни е таблетот, телефонот или компјутерот, тоа е очигледно дека дел од содржините мора да ги прилагодиме дигитално. Ако светски тренд, меѓутоа кај нас е она on demand, на барање гледање на содржини, тогаш тоа е нешто кое што медиумите треба да го направат. Така што јас мислам дека има простор за сите. Многу е важно да се биде присутен, да се исполнат очекувањата, да се дадат информациите што граѓаните и граѓанките ги очекуваат и секако да се следат навиките. Тоа е рецептот за да секој тип на медиум опстои на пазарот и за да биде тоа од интерес на секој од нас. Бидејќи имаме потреба од медиуми, колку повеќе ги има, колку повеќе информации, можности, вистински вести се пласираат, толку е општеството и светот побогат. Сега би се префрлиле на социјалните медиуми. Рековме дека малку и ќе поразговараме за нив. Мене ме интересира тоа што знаеме дека самите социјални медиуми креира една професија која што се нарекува инфлуенсер. И сега тоа се луѓе кои што ги користат, да појасниме за нашите гледачи, ги користат социјалните мрежи за да влијаат за одредени теми, во однос на одредени теми. Сега, бидејќи вие сте позапознаен во таа област, бидејќи ги следите тие прилики, би сакал да ве запрашам колку прво што е инфлуенсерот, значи што е поимот инфлуенсер, односно што значи инфлуенсер и колку овие луѓе кои што се инфлуенсери можат да придонесат да имаме позитивен напредок во општеството. Самиот збор инфлуенсер доаѓа од поимот или од сваќањето дека е личност која што може да врши влијание. За жал, не само во Македонија, туку и во светски рамки, поимот инфлуенсер многу често се меша и добива различна конотација. Мојата дефиниција или она за која што јас се залагам е дека секоја личност која што има влијание е инфлуенсерка. Не ги прифаќам, не сметам дека носат резултат оние бројки кои што се даваат, дека треба да има, не знам, во наш контекст 20, 30, минимум 50.000 следачи, да речеме на Инстаграм, или во светски контекст милиони и така натаму. Секако дека колку повеќе луѓе ве следат, вие сте толку влијателни. Меѓутоа, второто прашање е колку реално тие луѓе ве читаат и вршите влијание. Третото прашање е колку реално тие луѓе ви веруваат. Четвртото прашање е кој е вашиот кредибилитет на темата. Знаете како, јас сега ако решам да станам, да речеме дека имам Инстаграм профил кој што има 30.000 следачи и решам да станам во наводници инфлуенсер, меѓу другото за квантна физика. Не можам да ги убедам моите следачи и никого, дека јас тоа знам, бидејќи јас тоа не го знам. Меѓутоа да имам 500 луѓе, да имам 100 луѓе со кои што сум поврзан, комуницирам на темата комуникација, верувам дека можеме заеднички да извршиме позитивно влијание во општеството. И многу е важно да се редефинира, односно да се правилно дефинира концептот на инфлуенсер. Кредибилитет, доверба, позадина како предзнаење, како портфолио, меѓутоа и посветеност во работа. За да вие денеска бидете инфлуенсер, не ви треба само камера и фотоапарат. Ви треба концепт, ви треба стратегија, ви треба врска со следачите, со луѓето, доверба меѓусебно. Наједноставно е да земеме, например, 10 производи, да ги рекламираме, да правиме дали е тоа giveaway или слично, што е секако добро и потребно, меѓутоа не е целата суштина на инфлуенсерите. Ако сакаме да бидеме одговорни луѓе, особено оние кои што претендираат да бидат инфлуенсери во оваа смисла на зборот, да имаат големо влијание врз огромен број на луѓе, многу е важно да бидат општествено одговорни, да имаат своја кауза, да ги поврзуваат луѓето и настрана од оние подароци, giveaway активности и навистина да ги вклучат со цел да направат светот подобро место за живење. Да почнеме со борба со говорот на омраза, да почнеме со ментално здравје на младите, да почнеме со подигање на јавната свест против борбата на лажните вести, па буквално секој до каде што сака да оди, образование, култура, спорт и така натаму и така натаму. Само на тој начин може да имаме инфлуенсери кои што се влијателни,
кои што луѓето ги доживуваат како блиски до себе, со кои што споделуваат ставови мислења, кои што можат да им влијаат, меѓутоа пред се општествено одговорни, општествено корисни. Бидејќи секое влијание, како што например вашиот медиум, е многу важно да се користи позитивно, да има бенефит секој со цел да биде подобро информирана, вклучена во тековите, да може да изврши влијание во интерес на општеството, почитување на работничките права кај вас и слично, че тоа е поентата да се биде инфлуенсер. Би сакал следно да позборуваме малку за еден поим кој што е доста присутен, кој што е настанат од кога се настанат и самите социјални мрежи. Тоа е така наречениот виртуелен идентитет. Би сакал да објасните за нашите гледачи што представува тој. За да можеме да воспоставиме било каков процес на дигитализација, да речеме, за да можеме да извадиме извод, за да можеме да се идентификуваме во системот, не знам, УЈП, или да се идентификуваме утре системот, да можеме лесно да се пријавиме за пасош, а при тоа не ни биде злоупотребена нашата личност, нашето име, мора да имаме креирано виртуелен идентитет. Потврден виртуелен идентитет. Значи да се потврди, докаже и со сигурност да се знае дека сме тоа ние. Основата на процесот на дигитализација не е само да можете да работите и ги правите онлайн. Туку мора да бидете заштитени. Тоа се двете фази во процесот на дигитализација. Односно, има три, ќе ја споменам и третата. Првата е да имате пристап до интернет, да имате пристап до еднакви услови, да имате можност да учествувате во интернет сообраќајот. Втората е да се идентификувате, третата е да имате знаење и вештини за тоа. Значи, за да може да влеземе во таквиот сообраќај, за да можеме да ги промениме работи, за да може да ползуваме брзина во нашите остварување нашите потреби, е основата е виртуелниот идентитет. На крајот на гриштата земете предвид огромниот број на апликации кои што ги користиме. Еве наједноставен пример. Кога ние симнуваме Skype, Viber, WhatsApp за да комуницираме со нашите блиски, за да одржуваме онлайн состаноци, ние се логираме преку Play Store или преку App Store, зависи кој оперативен систем го користиме. Ние сме таму најавени со нашиот имейл, каде што ставаме податоци, каде што потврдуваме дека сме тоа ние. Во оние држави каде што се гласа, например, има можност за електронско гласање, многу е важно со сигурност да се знае дека гласот го давате лично вие, а не дека некој може да се логира од вашата лозинка, вашиот пасворд и нели потоа да може да го злоупотреби тоа право. Затоа е важен тој виртуелен, тој дигитален идентитет и затоа е важно да разбереме дека ако сакаме да ги ползуваме позитивните аспекти на дигитализацијата, тоа е неопходно да го имаме. Меѓутоа, би сакал да потенцирам дека за да имаме успешна дигитализација не е само дигиталниот идентитет, туку и дигиталната писменост, како ги управуваме процесите и колку знаење имаме и еднаквиот пристап до интернет и до дигитални уреди. Бидејќи ако дигитализацијата се сведе во процес кој што е привилегија на одредена група или категорија на граѓани и граѓанки, а другите немаат пристап заради немањето уреди или квалитетен интернет, повторно зборуваме за нешто кое што е лошо и неинклузивно. Кои се најголемите потенцијални опасности што произлегуваат од социјалните мрежи и како граѓаните да се заштитат од истите? Незнаењето или неажурирањето на податоците, не бивањето во тек со измените во дигиталната сфера се најголемата опасност. За да влезете во сообраќајот на интернет, секој од нас за да влезе во некаква интернет врска, најобично да даунлодира, да симне одредена апликација и да почне да ја користи, треба да знае што е тоа. Еве наједноставно кажано, за да може да возиме кола, ние мора да ги знаеме сообраќајните правила и прописи, односно да имаме возачка дозвола. Не е тоа случајно така. Тоа не е дека некој сака да не ги земе парите или да не мрази. Едноставно мора да имаме знае. Замислете некој кој што не знае ништо, еден ден не вежбал, да влезе во густиот сообраќај. Веднаш ќе направи грешка и за себе и ќе ги загрози други. Токму затоа знаењето, ажурирањето, постојаното бивање во текст со новитетите е основната работа која што треба да ја знае. Ако тоа го правиме, нема да станеме дел ниту од кражба на податоци, ниту многу често нема да бидеме злоупотреба, барем нема да лесно го дозволиме тоа. Нема да овозможиме
учество и навреди, клевети, користење на говорно време, значи буквално широк спектар. Затоа знаењето и учењето се клучни. Понатаму, многу е важно да знаеме дека сите овие работи кои што се случуваат во виртуелниот простор се случуваат и во секојдневната реалност. Например, злоупотребата на одредена фотографија порано може да се направи ако некој го има апаратот и филмот. Денеска, некој кој што злоупотребува, тоа го прави со онлайн кражба на податоци, а насилството врз младите особено се правело само во училиштето онаму каде што го имало. Денес онаму каде што го има се случува виртуелно на сайбербулинг. Значи едноставно сите негативни појави кои што ги имаме и во секојдневниот живот се пренесуваат и во офлайн простор. И третата работа, која што би сакал да ја кажам, ценејќи го вашиот медиум, тоа е дека никогаш не смееме да дозволиме, тоа е апел за институциите и порака до сите, е жртвите да се изедначуваат со насилниците. Многу често гледавме коментари, да речеме во случаите со јавна соба или слично, каде што се велеше сама си го барала, сам си го барала. Че не постои причина да ја осудиме жртвата во ситуација кога некој ја злоупотребува неговата позиција. И мора јасно да кажеме дека секој кој што се поигрува и злоупотребува во јавниот простор, јавен простор е интернетот и социјалните медиуми, треба и ќе се сноси соодветна казна. Тие се неколку основни правила кои што доколку се следат и доколку што се работи и од секој една смисла од институциите, може да се направи конкретна разлика. Ви благодарам многу. Имаме многу теми на кои што да зборуваме, се разбира, е едно огромно поле на теми кои што би можеле да произлезат од дигитализацијата со социјалните медиуми и така натаму, но затоа во следна прилика. Кордалов, ви благодарам за повторно за тоа што се нафативте да бидете дел од ова интервју и ви посакувам пријатен ден. Благодарам многу за можноста, повторно велам, честа е моја, посакувам и на вас успешна работа, голем поздрав до сите гледачи и се радувам на секоја следна прилика. А на вас, почитувани гледачи, ви посакувам да останете во добро здравје.